Има партија со малку члена, со појќе од еден топол брат. Неа ја води Венко храбар, другар млад, ќе ни го струкне по орел флаг. Деца не сме да не лажат утре пак, ќе ни мочна на куќен прат. Горе-доле имаме хит, треба некој од вас да ја доправи оваа песна, ни треба уште некоја строфа и имаме хит. Денес ми е роден ден, али не кажувајте никому. И кој ми честита, нека му умре кучето или мачката. Значи, ова што ви кажам дека ми е роден ден, не ми е цел да ми честитате, баш ме заболе. Дали некој ќе ме честита или не. Од тие причини никојаш не сум напишал на Facebook кога сум роден или на Вибер, значи тие овие полиња ги оставам празни. Но, се Бајлева му се јавив да му честитам роден ден на нашиот некогашен прославен фудбалер од шампионската генерација на Вардар, Коки Аврамовски, и му се јавам да му честитам и му кажем пригодна честит по мој стил духовита, вама, и му викам, а ти мене бе, зашо не ми честиташ роден ден? И он мене вика, се збуни човеков, па кога ти е, па Саша, па не сум, викам, па мене ми е роден ден, викам, исто како и тебе, денес. Не заебала, вика, у изден сме родени, слушај, вика, вечер, мораме ја и ти да седнеме на пијачка и да се сликаме и да објавиме дека, викам, ама ја од тие причини, викам, никој не знае, викам, затоа што не пишеме на уполињана кога ми е. Не, те молам вечер да искочиме да се сликаме ја и ти да објавиме роден ден дека не на двајца. И пошто викам јонака сите ќе дознаат, викам барем ја ќе кажам уште се Бајлева. Но целта ми беше нешто сосема друго, преку роден денов и значи секој роден ден си година постар, и да кажам некои мои филозофски согледувања за животот, старењето, да направам еден осврт, краток осврт за животот, во стилот на нашиот еден од ретките филозофи што останаа кај нас, нели, професорот Цуцуловски. Оти Македонија, за жал, филозофите се поретки станати од пастрмката. Шо сакам да кажам? Никој тоа не го знае, затоа што ја тоа не цвонев со звонче кога го правев. Првата, никој не знае која беше првата преземена од мене акција или првото дело што го направив, кога ме ставија да бидам директор на драмски театар. Чи првата работа што направив како промена, го викнав техничкиот, викнав уште некои луѓе од администрација и им реков подитно да се направи се, да се изнадат средства, луѓето од драмски театар да се испраќаат достоинствено во пензија. Затоа што години наназад го гледав тоа со своји очи и тогаш прв пат уствари сватив некои работи за старењето од филозофска гледна точка. Например, гледав како наши големи глумци, кои што подоцна кога починаа, нели, како веќе пензионери, тогаш нешто малце луѓето се сетија на нив, па имаше нешто на Facebook, па леле, лесна му земја, па голем глумец, па кур се тресе у ладна вода, па вамо тамо. Но јас гледав со своји очи како тие луѓе оде у пензија. Знаете како го добива решението за пензија, кој им го даваше? Портирот на врата. И оваа пракса траеше со години. Прославени имиња од светот на театарот и на филмот, од драмски театар, одеа у пензија така што да го добиваа решението од портирот на врата. Портирот му се јави кога дојде да си го земеш решението за пензија. Истите тие луѓе кои што години подоцна, кога им дојде време да го напуштат овој свет и кога го напуштија, нешто малце на Facebook ги пишат, па
може на вести ќе објават така. Нема вест. Тоа е тоа. Мислам, тоа е со секој човек така, мислам, секој чудо за 3 дена. Шом умреш, тој ден нешто ќе те тажат, ќе те плачат. Ко сега на Фейсбук, некој ќе те псуе, ќе ти ебе матер, некој ќе се сити што си умрел, некој така, некој онака. Твоеве најблиски ќе остане некој спомен за тебе, кој што ќе избледи со тек на време, и ова го знам од искуство, затоа што татко ми умре која имав 14-15 години. Така да останува ни прашинка не останува после известно време. Значи, ова не го сваќате као мрачење, чисто филозофски размислуваме. И кога дојдав ја тогаш у театар и да направив оваа промена веднаш, да знаете, ова никој не го знае до сега, пошто реално чувствував дека ништо посебно не сум направил. Го викнав техничкиот во тоа време, Филип, викнав луѓе некои други, ја викнав, мислам, Верче, овој од финанси. Викам, луѓе, дајте да направиме луѓево што идат сите од театар, значи не само глумците, сите достоинствено да ги испраќаме у пензија. И тоа го направивме со промена у тоа, како се вика, статутот на драмски, дека секој од хигиеничарка до актер која ќе иде во пензија, ќе биде испратен на достоинствен начин. Актерите беа испраќани, баш тогаш Гоце одеше во пензија, Джокица Лукаревски, од глумциве зборам. Сега, нека не се најути некој, ако уште некој сум испратил у пензија кога бив директор, но испраќањето во пензија беше на тој начин за глумците, така што имаа представа, за некој наменски се направи представа за да додат во пензија, некој веќе имаа представи на репертуар, како Гоце Тодоровски што имаше како да ограбиш банка, така некако се викаше представата, па испраќањето беше одигра представа пред пуна сала, каде што потоа јас му излегов на сцена, му врачив саат, подарок со посвет од Драмски театар за неговите постигнувања, така натаму, а потоа имаше и благодарност, а потоа имаше нормално и коктел во чест на пензионерот. Сите останати кои што не беа глумци, беа исто испраќани во кругот на театарот со коктелче, со богато коктелче, значи со јадење, со пиење, со честитање, со пригоден говор од директорот, од ова. Но, друго ми беше поентата, зашто тогаш прв пат сватив, кога го видов тоа како на времето, кога бев помлад, ги испраќа луѓето, глумците познати од Драмски у пензија, со отказно решение што им го дава портирот, тогаш сватив една работа за животот голема. Сватив дека особено, тоа го сватив затоа што се работеше за глумци, и кај нас, да знаете, тоа не го нема нигде у регионот, а не у светот. Значи, кај нас глумец, што му отиде у пензија исто као да умрел. Али никој не му кажал. За него престанува он да постои за светот. Не зборам за останатиот, за светот на театарот. Наместо да го искористиш и на 70, и на 75 години, и на 80 години, се додека е витален и го држи мозокот, да игра, да го користиш неговото искуство. Ги третираат као мртовци истиот момент кој ќе заменат у пензија. Тоа е помалце трагичниот дел. Многу потрагичниот дел е што те третираат као умрени кој си у пуна сила. Го имате примерот. И со државни награди за глума, и за, не е битно други, и со одиграни улоги, и со представи, одиграни улоги, велам у представи што биле гледани многу пати у Драмски театар. Нешто ситно снимено не е за споменување, нема вез. Значи, па не го правам ово обраќање нешто за, не да се жалам, но за да ви покажам зошто се нема веза, реално. И зошто кај мене илузиите беа разбиени години пред да им дојде ред да бидат разбиени. Обично човек ги разбива илузиите за животот и за смртта кој ќе дојде на 75-80 или неколку минути пред да умре и вака така. Бавејќи се со професијата што се бавев, а ние нон-стоп се бавиме као глумци со
ерос и танатос, значи со животот и со смртта. Затоа често ги промислуваме, затоа што цел наш живот у театарот е, мислам, ние кој знае колку пати умираме на сцена, глумци, и се трудиш да го доловиш тоа чувство, или како, мислам, тоа е глупост, но се трудиш да го доловиш тоа чувство. Си видел некој близо како умира, не дај Боже, или ове, и се трудиш на сцена, ако добиеш такво, да го доловиш тоа чувство. На ерос, на танатос, на живот, на смрт, на љубов, на поблиску да го пресликаш, да го представиш, да го репрезентираш на публиката. Не се, гледајќи баш дека сум у театарот овие работи, нели, за кои што зборам, сватив една работа и зошто ја оствари не објавам, не пишам по полиња тама негде на социјални мрежи кога ми е роденен и зашто реков кој ми честите нека му умре кучето или мачка. Најголемиот проблем со староста сега влегувам во мод на професорот Цуцуловски кој што го обожавам, ви реков еден од ретките, тоа е еден од двајцата вистински филозофи што ги има оваа држава, што е страшно. Страшно е да се спомене, но тоа не е сега темата. Зошто ја не ги пишам оние полиња? И нема некој да мисли дека се тука мрачам, депресирам, глупости, не. Но ќе ви кажам затоа што ваквите денови обично луѓето ги тераат, нели, да прават одредени ретроспективи, спекулации, биланси и така натаму. Најголемиот проблем со староста е што како старееш, така стануваш се поневидлив. Запамтете го ова. И ова е точно. Нешто сум согледал, нешто можеби некој сум прочитал од некој филозоф, некаде од Шопенхауер или од Ниче или од појма неам. Не можеш више да се сетиш. Старееш. Било бил. Че најголемиот проблем е што стануеш невидлив. И тоа, како старееш, почнеш да го осеќаш, особено после 50-та година. Ја искрено, ради така како што сум скорен, немам проблеми со тоа, јас сум свесен дека човекот на крај секојаш останува сам. Или, колку и да има луѓе околу него, има момент или два кога ќе мора еднаш да остане сам со себе, барем тие последни секунди, и да погледне све наназад или како и да се прави, тоа не знам, ќе видим, кога ќе дојде време. И се прашав дали е добро таа илузија да ја видиш порано. Ја рецимо релативно рано сум ја видел, јас ја прв пат јавно ја кажувам, инаку ја тоа сум почнал да го гледам прв пат уште пред 3-4 години. И како нели стареам, сега го гледам се повеќе и повеќе. И тоа не е пријатно чувство, да се разбереме, за сите овие кои што уште не стигнале до моите години, а овие кои што стигнале ги престигнале знаат за што зборам, а овие кои што уште не стигнале да знаат дека истото ги чека, така да не си го трошат времето премислување и дали да го направам ова што треба да го направам, па чекај што ќе помисли овој, што ќе помисли оној, што. Правите док можете, оти кој ќе почне да стануете невидливи, џабе ви е све. Така што, значи, ми се губи мислата, но философирам! Као Цуцуловски сум сега. Така што реков, не знам дали е добро таа илузија која ќе разбиеш док си помлад, релативно е вака, као ја што реков пред 3-4 години кога почнав тоа да го сваќам. Или е супер да ти тера илузијата, мене не може да ми тера и од други причини или на луѓе као мене во мој диапазон. Не може долго време да ја одржуваат, може да ја одржуваат долго време таа илузија дека се видливи овие што имаат многу пари. Они може да си одржуваат таа илузија, дека се уште многу битни, видливи, па ги гледате луѓе како
прават циркузанти од себе на 80 години, имаш фалерка 35 години, 40 години од него постара. Или не знам, ако има 50 кусур, има, се знам, цура 25 години, 26 години. Значи, ја одржува илузијата дека е видлив. И да, конкретен случај, париве, моќта, функциите, политиката, ако си нели имаш функција, ако имаш функција политичка имаш моќ, ако имаш моќ нели имаш и пари и ово. Значи да, тоа помага да ја одржите таа илузија, но пак велам, еден ден пак мора да се соочите. Значи како и да се вртиш, луѓето се смртни, кажано со јазикот на филозофите. Или како викаше Сократ ли беше, кој кур ли беше, некој од тие гејовите старогрчки беа. Викаше, човекот е смртен, Сократ е човек, значи и Сократ е смртен. И абе, тоа ти е. LGBT, ама гледаш како филозофирале тие старите грци од како ќе му го начука некој момченце. И одма почнеш да филозофираш, станеш попаметен. Ша, немојте да мислите да се дека филозофирам, дека некој ми го начукал. Можеш да филозофираш и ако никој не ти го начука, мислам да се разберем. Гледате каков имам каков имам механизам за, како се вика тоа, механизам за дефокус и одбремен механизам, тоест дефокус за да не излезам мелодраматичен, патетичен и така натоме. Одма вртам на начукуење на Сократ, Гео и она и ги станува поинтересно филозофирање. Иначе тука нешто ако почна смртта, стануваш невидлив, сите сме смртни, никој не те ебава више од кој ќе умреш после ден-два, постоиш уште ден-два на Фейсбук и више те нем. Значи, одма е друго, начукуење, одма имаш, интересно каже. Курсет е соладна вода. Така да, кој ќе сватиш дека и една друга работа, дека старењето во Македонија, во вакви средини е уште потешко, затоа што самата средина, самото општество, како е конципирано години назад, децении, како функционира, нели, пошто сме сиромашна земја. Рачунете дека староста е уште по-недостоинствена, отколку да кажеме во Норвешка, Данска, нели, Шведска, сите знаеме како функционираат овие германски, дански, норвешки, не знам какви туристи, значи он оди у пензија и после тоа наредни док не умре, го шета светов. Затоа што државата со тоа му вика благодарам, еве ти пензија добра, еве ти ова, сега малце да поуживаш, затоа што 40 години ти си го вложил својот пот, својата крв, своите нерви во темелите да оваа држава да опстане. Кај нас, знаете, имате илјадници пензионери кои што пензијата ја трошат буквално само за лекови. И во тоа нема ништо достоинствено. Во сиромаштијата нема ништо достоинствено. Сиромаштијата е понижувачка. И тоа нашите политичари мора да го сватат веднаш. Јас знам дека во политика, сите знаеме дека во политика се влегува за да станеш за 4 години милионер, ако не си милионер. Затоа се влегува. Сите го знаеме тоа. Но, тоа е една работа, секој сака да има пари, да има лагоден живот, да си дозволи некои работи што не можел, особено ако не можел никогаш уживо да си ги дозволи, но има една работа друга, а тоа се вика одговорност, а тоа се вика емпатија, дека ја не можам да бидам среќен, а ако околината во која што живеам луѓето исто така, ако се несреќни, како ја би можел да бидам среќен. Да, ова е на ниво на демагогија, но ја кажувам јас, не од позиција на моćник, на министер, на тајкун кој што има многу пари, него од позиција на клошар, така што
моето не може да се земе дека е демагогија. Ако го чуете ова од некој тајкун или моќник или не знам што, јасно е што тоа е чиста демагогија. Како оној кретенон, како се викаше Робин Шарма, што пишува книги за демек како луѓето не смеат да тонат во материјалното, како треба да бидат над материјалното, да бидат духовни, а самиот има некоја тамо компанија која што чини, не знам, 2-3 милиарди долари. Тоа е демагогија. Затоа на времето неговата книга, која прочитав 5-6-7 реда, која прочитав што е биографија, ми мрчи за ова, козу ми е джитнал од зид, се распадна цело, иначе книгата беше на Васил Тупурковски, ми ја подари демек да ја читам, демек убава книга, и се распадна книгава, па бев му купував нова книга, па му ја давав не примети дека јеботе Бог. И ми продава муда за бубрези некој тамо мултимилионер од негде, да бил над духовното, и над материјалното бил. А има компанија од 5 милиарди долари. Јебем вам матер, демагошка. Така да кај нас е многу потешко дали да се биде, да се има достоинствена старост, и тука треба да се поведе сметка од државата, затоа што сите идеме натаму. Извинете, али сите идеме натаму. Како викаше на времето еден другар на дедо ми, кој што доживеа 90 кусур години, знаете како ми кажа? Кој се враќавме од погребот на дедо ми. Абе 20 бориот што е стар 90 кусур години имаше тогаш. Вика, синко, староста е тешка, ама тешко на тој што не ја доживеал. Ја го гледам вака, тоаш го возев од Бутел према Карпош. Сакам да му кажам, шопа за малце те враќам назад. Али не, се заебавам се, нема врска. Негош кога кажа тоа и викам, пичка му матерна, не е вајда и за оваа работа управо. Оти го гледаме 20, како да ти кажеме, 20 бори 90 кусур години, но изгледа дека е така и дека да, човекот може би еден ден и има луѓе кои што стварно после години почнуваат да се изморуваат од животот и викаат, нели, сега е доста, мислам, изморен сум стварно, има и такви луѓе, знам, кои што нели не мислуваат нешто да си направат на себе, но се веќе изморени, едва и чекаат, како да ви кажам, има и такви, сум запознал такви, баш една мајка на еден мој познаник. Тата била на лекар, кај другар на сини, матичен, влегла. Што е бе и рекол на овој другаров на сини на мајкава негова? Шо те боли? Ништо не ме боли, вика. Добро, вика, зашо да е нешто лекоите не ти одговараат да смениме? Не, вика, какви лекои, јас се немам напиено лекче, синко, се немам напиено апче, вика, кој знае колку, 5-6 години, иначе 93 години жена. Не се немам напиено апче, па добро бе, вика, зошто дојде, вика, со автобуси, го она сменила 2 автобуси да дојде, зошто бе доаѓаше потоплово со автобуси до кај мене дојде? Абе, вика, синко, дојде да те прашам, о што ќе се умира, бе? Оваа здрава бутур, не, исплашена е, од шо ќе се умира, пошто сите незини другарки умреле кон крајот на минатиот век. Само остана, шо ќе прави? Сам забегав со муабетов, али тоа ми беше поентава, значи не е пријатно кога станеш невидлив, но мора да се прифати се у животот. Ствари, не мора ништо да се прифати, али полесно би било ако прифатиш и старење и се да си има некој свој тек и како што викаат старите, да има ред. Хај сега, јепте се! Доста беше филозофирање, паметуење, сепак ја треба пред вашите очи да останам на ниво на неандерталец, како што ме замислувате.
Ја немам своја мисла, ја не размислувам ништо, ја така функционирам. Краток фитил и неандерталски мозок, не заборавајте. Формула на успех овде. Ај чао! Пичко матер, многу јадам гомна.